Откровение на апостол Јован, 12 глава. И голем знак се покажа на небото. Жена облечена во сонце. Под нозете незини беше месечината, а на главата незина венец од 12 звезди. Таа беше бремена и викаше од породилни болки и се мачеше да роди. Потоа се јави друг знак на небото. Ете голем црвен змев со 7 глави и 10 рогови, а на главите негови 7 круни. Опашката негова повлече 1/10 од небеските звезди и ги фрли на земјата. Змевот застана пред жената, која сакаше да роди, та кога ќе роди да го изеде детето незино. И таа роди машко дете, кој ќе ги пасе сите народи со железен жезол. И детето незино беше грабнато и однесено кај Бога и неговиот престол. А жената побегна во пустина, каде што имаше приготвено место од Бога за да ја хранат таму 1260 дена. И настана војна на небото. Михаел и неговите ангели војуваа против змевот, а змевот и неговите ангели војуваа против нив, но беа поразени. И за нив веќе не се најде место на небото. И беше isfрлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која ја мами целата вселена, беше соборена на земјата, и заедно со неја ангелите незини беа isfрлени. И чув висок глас на небото како зборува: сега настана спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот Христос, бидејќи е симнат клеветникот на браќата наши, кој ги клеветеше пред нашиот Бог дење и ноќе. Тие го победија со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво, и не се грижеа за животот свој дури до самата смрт. Затоа, веселете се, небеса и вие кои живеете на нив. Тешко вам кои живеете на земјата и морето, зашто ѓаволот слегол кај вас со голем гнев, бидејќи знае дека му останува малку време. А кога виде змевот дека е фрлен на земјата, почна да ја гони жената што го беше родила машкото дете. И се дадоа на жената 2 крилја како на голем орел, за да одлета во пустината на своето место, каде ќе се храни време, 2 времења и половина време, далеко од лицето на змијата. И змијата од устата своја испушти по жената вода како река, за да ја одвлече со реката. Но земјата и помогна на жената, ја отвори земјата устата своја и ја проголта реката што ја беше испуштил змевот од устата своја. И се разлути змевот на жената и отиде да војува со другите од семето незино, што ги пазат Божите заповеди и го имаат сведоштвото на Исус Христос. И застана на морскиот песочен брег.